Добар ден на сите присутни и сакам искрено да ви се заблагодарам за вашето масовно присуство. Лично ми е многу драго, затоа и вие како медии сте дел од овој проект. Зашто? Затоа што овој проект пробуваме ние сите заедно да инвестираме во младината, да инвестираме во Македонија. Идејата како идеја веќе ја имам подолго време во мојата глава. Беше прашање на денот, тоест година, кога ќе се реализира, затоа што секогаш кога правам нешто, сакам да бидам посветен максимално. Јас према работите, према она што го работам, се поставувам многу страстно и сакам да го направиме на едно високо ниво, за да продолжиме и во наредните години. До сега, можеби, од сите мои инвестиции во минатото, можеби ова е мојата и најдобра инвестиција. Тоа е инвестицијата во младите, инвестицијата во Македонија. Јас, како многу пати кога ќе имам слободно време, доста анализирам и се анализирам самиот себе, како уствари сум стигнал сега каде што сум. Во тие мои анализи имам увидено дека сум имал празен од, затоа што сегашните услови кои им се нудат на овие деца, на оваа младина, се многу подобри од оние услови кои ги имавме ние како деца. Значи, што сакам да кажам? Сакам да кажам и покрај моите лични и колективни успеси, со едно правилно инвестирање свесен сум дека сум можел да бидам подобар од тоа што сум сега. Затоа тие мои, како да кажам, празни одови, ќе пробам сега да ги насочам према младите, организирајќи го овој камп заедно со агенцијата КМГ, која што ќе бидам нивно заштитно лице и мислам дека организацијски многу ќе ми помогнат да тоа биде на едно високо ниво. Во првата година нема да одиме на масовност, ќе одиме на квалитет, затоа што секој почеток е тежок и ние сме свесни за тоа и носиме голема одговорност заедно со агенцијата. Меѓутоа ќе пробаме да се покажеме во најдобро можно издание и на децата уште од мали нозе да им овозможиме еден правилен развој, да го оформиме нивниот карактер уште од мали нозе, затоа што мислам дека тоа е најважно. Кога еден карактер ќе се оформи, тогаш тој карактер продолжува да го имаат и во следните 15 до 20 години, доколку планираат да прават една спортска кариера, да им садиме еден победнички дух од мали нозе и така чекор по чекор да ги изградиме новите репрезентативци на Република Македонија. Ќе зборува Кире и понатаму, ќе имаме тука една интересна дискусија, затоа што остана уште многу работи кои што треба да се кажат, меѓутоа да остапиме простор и на човекот кој што... Благодарам, Анита. Поздрав до сите присутни, поздрав до Кире, јас го поздравувам и го поддржувам сето ова што тој го превзима. Ние како институција сме почестени и сме горди дека ќе дадеме еден мал допринос од наша страна во однос на обезбедувањето на децата, посебно од здравствена гледна точка, меѓутоа не само и од здравствена, него и од психолошка гледна точка. Имаме големо искуство во однос на тие кампови за деца, бидејќи јас и мојот тим, заедно со Црвениот крст, повеќе години наназад, веќе 5-6 години наназад, организираме исто така камп за деца кои се оперирани во нашата болница, за нивно ресоциализирање и за подобрување и на социјалниот статус кај нивните родители. Така да сите наши ресурси ќе бидат ставени во тој поглед да тие деца бидат и, да кажам,
здравствено безбедни, а исто така ќе се потрудиме со некои за нив адаптирани предавања да направиме малку и едукација во однос што значи спортот, што значи здравата храна и како треба понатаму во животот да се однесуваат спрема своето здравје. На тој начин, едното со другото сакаме да го споиме, да споиме здрав дух и здраво тело, нели, она основното. А јас би додал и уште едно, дека спортот за мене е еден вид на воспитување на младите луѓе и тие во спортот, сите ние сме се бавиле со некој спорт, ако ништо друго во младите години, и знаеме добро дека таму се стекнуваат и најдобрите другари, таму се децата социјализират, таму се градат како личности, независно дали ќе станат потоа врвни спортисти, можат да станат врвни во некоја друга област, меѓутоа принципот е исти. Во спортот знаеме дека сите сакаме да победуваме, како и во животот, меѓутоа знаеме дека и добиваме ниски удари, некогаш ја губиме утакмицата, но не ја губиме борбата и желбата. Така да спортот представува една за мене многу важна работа, бидејќи тука децата и сите индивидуи се соочуваат со она самите со себе, да бидат пред се самодисциплинирани, за да можат да постигнат успех и да можат на база на тоа да се оформат и го достигнат она што го сакат. Така да, уште еднаш го поздравувам Кире, голема гордост е за Македонија, моја лична гордост што ќе можам да имам некој удел во таа негова иницијатива и се што ќе треба ќе ставиме на располагање за сето ова да биде успешно. Благодарам на вас за вашето присуство. Кога сме кај таа едукација, само да Идејата е да во првата година предност си даеме на соглед на тоа дека сме ограничени на нашите македончиња, доколку не се пополни бројот, ќе има возможиме и овие што пројавија интерес и од странство. Горан доста кажа за што и како планираме. Јас сакам да напоменам дека веќе ни се договорени и мињата дел од тренерите, значи по мене, по мој личен избор, кој што мислам дека можат највеќе да им дадат на овие деца за усовршување на ракометната игра. Тоа е по мој личен избор, мислам дека се едни од најдобрите тренери за овие категории во Македонија. Тоа додатно ќе ги објавиме имињата како се приближува започнувањето на кампот. За ова година ќе имаме и два специјални гости, тоа се две легенди на европскиот и светскиот ракомет. Мојот многу добар пријател и порано и можам слободно да кажам еден од идолите во мојата спортска кариера, Дејан Перич, со кој што бев соиграч во Веспрем во Унгарија, сегашен селектор на српската репрезентација, и левото крило и членот на руската репрезентација Тимур Дибиров. Мислам дека се тоа не само атрактивни, многу квалитетни гости и кои што ќе можат да поразговараат и да им укажат многу на нашите учесници на овој камп. Ќе имаме гости кои што во иднина ќе ги објавиме и од нашите стандардни македонски репрезентативци. Во преговори сме со нив, така да ќе имаме секојдневна работа со еден од најдобрите играчи во Европа и во светот, значи со македонските репрезентативци, актуелни членови на македонската репрезентација. 7 дена мислам дека ќе ни биде малце да покажеме све што знаеме и да презентираме на дечињата. Секој почеток е тежок, као што кажав, но со заеднички сили ќе пробаме да направиме еден добар проект и за до година бидеме уште подобри. Во оваа прилика сакам да искористам приликата и да му се заблагодарам на академик доктор Жан Митрев за соработката што ја воспоставивме. Лично ми е многу драго, затоа што кардиохирушката болница сум сигурен дека ќе даде огромен придонес за развојот на овие деца и ќе биде под 24-часовен надзор таму на кампот, а воедно да им ја честитам и јубилеот 15 годишнината од постоењето
кардиохируршка болница и да им посакам уште многу години и уште многу успешни битки со животите на луѓето. Сега, докторе, можеме тука да споменеме и Не. Значи, тоа е дефинитивно дека ова година, затоа што, како што реков, сакаме да го направиме квалитетно и тоа ни е во прв план. Доколку го направиме квалитетно и доколку до година се пројави таков уште поголем интерес, имаме доволно време за да се спремиме и да го направиме во 2 па и до 3 смени, каде што не сакаме да загубиме никако на квалитет. Значи, бројот е ограничен, а интересот е веќе голем, како што кажа Горан, за 3-4 дена пријавување и апелирам до сите заинтересирани, доколку планираат да си се пријават на време, затоа што кога ќе достигнеме бројката, ние ќе објавиме дека веќе ќе нема простор за едно пријавување. Друго прашање дали имаме? Јас имам да кажам, Анита. Да.